Во Виена се поставува преговарачка маса. Во Скопје тензиите растат. На улиците ризик од народ против народ. Дали протестираме предворје за опозицијскиот бунт? Од кого, кдо ми ја брани Македонија? Меѓусебно си се нарекуваат платеници на Сорос и платени глорификатори на власта. Каде оди Македонија? Добро вечер. Тоа се темите и дилемите во вечерашното издание на Топ тема, иако во меѓувреме тезата за поставување на преговарачката маса во Виена е малку видоизменета по одлуката на опозицијата да не учествува и тоа да го услови со две барања. Сепак во Македонија работите се менуваат од час во час и останува да видиме во следниве денови што ќе се случува со преговорите. А вечерва сме фокусирани на протестите. Мои вечерашни гости се Джелјо Хоџич, граѓански активист и колумнист. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав за гледачите на Телма. И Александар Пандов, член на ГДОМ. Добро вечер и добре дојдовте за вас. Добро вечер. Хоџик, по денешните размена на изјави, пораки од страна на власта и опозицијата, молкот од кабинетот на председателот Иванов се чини до сегашното скандирање нема правда, нема мир по скопските улици, нема одглас. Има ли енергија да се продолжи натаму или таа допрва се акумулира? Секако дека има енергија. Од ден протестите се помасовни. Покрај Скопје и Битола кои беа во првите денови, сега имате протести во Кочани, во Гостивар, и во Охрид, и во Велес. Се будат и другите градови, да не заборавам, значи Прилеп, Битола, Струмица, Куманово. Значи енергија има секаде. И мислам дека граѓаните поставија своји барања. Можевте да ги видите на социјалните мрежи. Две од тие барања денеска опозицијата ги постави како предуслови. Значи повлекувањето на аболицијата од председателот Иванов и повлекување на одлуката за парламентарни избори како своји предуслови, но тоа се само две од барањата на граѓаните. Имаме оставка на Иванов се бара, произнесување на Уставниот суд за специјалното јавно обвинителство, формирање на специјално оделение во Кривичниот суд, релевантни представници на невладините организации и да бидат на преговарачката маса, процесот да се одвива во Македонија, не во Виена, и да има преодна влада која ќе го спроведе реформскиот пакет произлезен од извештајот на Прибе. Пандов, пред само 2 дена рековте дека целта на првичните протести кои што ги почнавте по одлуката на аболиција од страна на председателот Иванов е исполнета, за веќе за утре да закажете нов протест во Скопје. Што се смени? Па се смени тоа што како прво ние зашто излеговме на протести, излеговме после аболицијата на Зоран Заев и Зоран Верушевски, двајца луѓе кои што мислам дека веќе никој во Македонија нема дилема дека ја предизвика и ја разгореа политичката криза во која што сега се наоѓа државата, воедно сакавме гласно и јасно да дадеме до знаење и на македонската и на меѓународната јавност дека граѓаните на Република Македонија будно ја следат политичката криза, а како излез од таа политичка криза единствено решение гледаме во избори на 5 јуни. Самиот момент на цинкање на изместување на СДСМ и повторно јасни сигнали дека бегаат од избори, воедно искажани преку нивните протести по улиците, еве го слушнавме господинот Хоџич, дека имаат барања нови барања кои што се сосема надвор од Пржинскиот договор, ние повторно мислиме дека има потреба како граѓани, како најголем арбитар, како најсилен арбитар во државата, не само во Македонија, било каде и во светот, да што помасовно излеземе на улиците и го дадеме, да ја дадеме поддршката за 5 јуни. Сега, како самиот кажуваш, значи како се движат деновите, како се од час во час се менува состојбата, да подсетам дека во меѓувреме протестите организирани од Сорос и од СДСМ ескалира
почна вандалско однесување, почна повторно да фрлаат и камења и да ја тепаат полицијата, со бои да ја напаѓаат, да ги урнисуваат покрај тоа што вербално претходно го правеа сите институции на системот, почнувајќи од собрание, влада, председател, уставен суд. Значи, секоја една поважна институција во државата сега се направија чекор понатака да и физички разговараме за се. Оно што ме интересира пред да му дадам збор на Хоџич, оно што ме интересира е зошто селективноста во однос на протестот веќе окончан за аболицијата. Не ви сметаше аболицијата на сите останати? Апсолутно сметаше и значи јас мислам дека да, но вие протестиравте само имаше прилика токму во твојата емисија во топ тема да имам јавување. Да, но и тогаш протестиравте од пред седиштето на СДСМ. Така е, мене посебно значи зборувам во име на Александар Бандов, не на некој друг сега. Јас зборувам лично во мое име. Посебно ми гледам дека тој одглас го имаше и кај сите останати луѓе, а тоа е ставањето на знакот на еднаквост помеѓу, пак ќе повторам, Зоран Заев и Зоран Верушевски, кои што не само што имаат обвиненија, тргната беше и судска поставка, значи да не беше тоа нивниот предмет пуч во специјалното јавно обвинителство и да не Меѓутоа, за други ве укинате шансата воопшто да се дојде до било каква судска разврска. Не ви смета аболицијата на 16 пати аболиција на Милина Јакинеевски и 13 на Гордана Јанкуловска? Ми смета сечива аболиција и предпоставувам дека сите тие до еден дека ќе се откажат од желбата да бидат, односно они не ни искажале желба, но од било каква можност да бидат аболицирани, затоа што на повеќе пати било кој од нив јасно и гласно искажа потреба преку судски инстанци, преку обвинителство, преку судство да ја докажат својата невиност. Вака во оваа ситуација... Но нешто не брзаат писмо да му пишат на Иванов да име сега тоа лично нив треба да ги прашате. Јас мислам дека сите ќе побараат, односно он како што побара председателот, и тоа не е точно исто дека председателот се обрати повторно. Луѓе, јас мислев дека со ова ќе го пресечам Гордиевиот јазол и дека со тоа може да се смири политичката криза. Кој мисли дека не му треба аболиција, дека со аболицијата само се подгорува страстите во Република Македонија, слободно нека напише писмо. Јас колку што следам, поголем дел од нив тоа го направи. Само Груевски официјално, неофицијално. И Сашо Мијалков, јас колку што знам. Мислам дека и други ќе го направат. Зошто и од каде правото себе си да си го препишувате епитетот на граѓаните и народот, а условно другата страна да ги нарекувате платените соросоите? Боби, основна разлика помеѓу мене и господинот Желјо Хоџич тука е што јас за моето протестирање не земам пари. Од никаква организација, од ниедна партија. Значи, пред 100 пати можам и да го потврдам и да се заколнам дека е тоа токму така. Дека ниеден денар јас немам земено нити за било кое обраќање, нити за било кое гостување, нити за било што. Еве, нека грешам дека господинот Желјо Хоџич не зима од Соросовата отворено општество. Нека од некоја друга фондација. Ама најголем дел, еве, нека грешам за него, не знам, предпоставувам дека е така. Но најголем дел од тие протестанти таму се токму... Не, уште не кажав дали зимам или не, почна да се извинувам. Јас, ако... Еве, пошто си представник на како ви се вика сега акцијата, доста е? Протестирам или како беше? Граѓани се ова. Граѓани? По социјални мрежи се собираат, да. И од Македонија супер. Значи, јас само кажувам мојата предпоставка, во што верувам дека е така. Еве, нека грешам, но најголем дел, господине Хоџич, таму од тие протестанти, можеме по слика да ги погледнеме во првите редови, на било кое, така вие како го нарекувате граѓанско движење, граѓанско здружение. 30.000 луѓе плаќаат Сорос да искачаат на улици. Каде излегле 30.000? Имаше го пред 2 дена. Кога? Пред 2 дена пред влада. Каде? Пред влада? Пред влада 30.000. Па вас ако ви се гледаат 30.000, 30.000 немаше вашето граѓанско здружение, како и да го нарекувавте лани, немаше за 17 мај 30.000. Официјалните бројки лани беа 20.000 дека
Не повеќе од 20.000. А не сега пред влада од 2-3.000 луѓе не се собирате повеќе. Погледни колку луѓе се собираат на граѓанскиот на дом, ќе видите дека се 5 пати, 10 пати. Еве, биле кај вас 2.000, кај нас биле 6.000. Или било како. Ајде, малку парламентаризам да бидеме напрemни во времето. Хоџиш да одговори, повелете. Што да одговорам на клеветива? Мислам, стварно... Да, од кого сте платени вие? Од каде зимате личен доход? Јас? Да, предпоставам дека живеете во текот на месецот, имате потреба како секој нормален човек, како камерманиве, како Боби, како секој еден, имате потреба во текот на месецот од одредена сума пари. Дали тоа се само финансирате или добивате од некоја фондација, некоја зимате ли личен доход и тоа само ме интересира. Јас сум колумнист, пишувам за Фокус, пишувам анализи за Anadolu Agency, пишувам анализи за регионалните вестници. Значи секој се заработува од својата професија. Апсолутно, јас. Така? Част и чест на парите. Но тие фондации, господине Хоџич, тие само секунда са. Да. Ако дозволите на време, апсолутно јас ако зборите за Сорос, така председателот Иванов беше член на извршниот одбор на Сорос. Јас сум Александар Пандов, не се викам Ѓорги Илија Иванов. Димовски беше координатор на тие невладини организации од Велес. Вчера искочи еден Facebook статус од професорот Милчин како Тони Михајловски отишол со пари на Сорос на некакви семинари во Данска. Јован Донев, кој исто така беше исто во извршниот или председател на извршниот одбор на фондацијата. Ама јас како Александар Пандов, господине Хоџич, зборувам сега. Јас не зборувам во име нити на председателот Иванов, нити на било кој од нив. Затоа што докажано, господине Хоџич, јас во политиката ја следам и плюс активно имам не мал број на години потрошено во политика. И пред 15 години, и сега, истото е. Значи, постои еден центар, порано се викаше Фондација Сорос, сега мислам дека отворено општество, на кое што Владе Милчин беше председател. Сега мислам дека се смени минатата година. Истото е тоа, при тоа, тие имаат тесна поврзаност, таа фондација има тесна поврзаност со партијата СДСМ и оттаму јас тврдам дека тие луѓе не работат за интерес на Република Македонија, туку работат за интерес на тој што ги плаќа. А тој што ги плаќа не им мисли добро на Македонија. Можеби во дадени моменти тие работат и за добробит на Македонија. Претпоставам дека вакви проекти, онакви проекти имаат исфинансирано и не велам дека сите пари ги трошат на црна пропаганда, но не мал дел од нивните финансии. Не мал дел од тоа сега што се носи како рекламен материјал, како беџеви, како траки, како било што Пандов, како кој го финансира дом? Никој. Видовме автобуси. Во истата емисија во која што вие бевте гостин и на линк имаше најмалку 10 регистрирани автобуси од нас. Така е. Смеат ли луѓето да се самоорганизираат? Смеат ли луѓето сами да си земат, да си купат билет и да дојдат? Смеат ли и другиве граѓани само да се самоорганизираат и да излезат на протест, а да не бидат ниту СДСМ, да не бидат ниту ВМРО и едноставно да бидат револтирани граѓани кои никој нема право да ги нарекува соросоиди? Ова, значи не е СДСМ. Никако не може македонец да земе и да го како се вика, да го уништува Александар Македонски споменикот. Па тој што го направил тоа и да не одговара за тоа. Тоа не може македонец да го направи. Под македонец во понатамошниот дел од емисијата да нема потреба да велам и босанците, и албанците, и власите, и ромите, и турците, под македонци подразбирам сите. Значи не постои човек кој што е роден во Република Македонија, кој што на тоа, кој што ќе земе боја и ќе фрла на триумфална капија. Што мозок имаат тие луѓе? Со какви идеи се тие? Тоа ли е демократија? Тоа ли е слобода на говор или тоа е нешто не знам што? Тоа е чисто израз на бес. И тие луѓе, ајде господино Без од што и без кон што? Без од било што може човек да има, Боби. Може би без да има од некој неразјаснати состојби дома, може без да има од некоја нереализирана своја желба, може да е фрустриран затоа што се гледал како главен новинар во Телма, може од било што да биде. Затоа што тебе те гледа како водител на топ тема, не е он, од тоа може да е бесен. Човек за да најдете вие и да му дадете слобода така да се понаша, значи можете да најдете во било кое време. Најважното е, Боби, што мислат, луѓето од протестирам?
Овие од другава страна со од Сабајле со чашка млекце се со палецот во уста. Не, проблемот е што вие си го ја земате на себе само одговорноста за македонштината, вие сте единствените македонци и вие сте единствените чувари на државата. Другава страна, се извинува, условно другава страна, се предавниците. Јас во било кој момент би ги поддржал луѓето, ако они имаат легитимни барања, кои што се за добробит на Македонија, апсолутно јас ќе бидам тој кој што ќе застанам со нив. Еве, нека ми инвестира. Да го слушнеме Хоџич, бидејќи на вистина. Да ми вистина уништува град, да ми го руши градот, да ми пали тука низ Македонија, да одат пред домови, па тоа уште што го прават. Одат пред домови и скандираат. На стари жени, на вака, да не именувам сега на кого тоа го правеле. Што мислат тие што ги организираат, дека не можеме да се собереме пред нивниот дом? И тоа ли е целта? Значи, што прават се, не тестираат, до каде ни е нас линијата да бидеме мирни? Неверојатни за луѓево. Колку помина од емисијата ја... Повелете, Хоџич, неколку обвинувања сериозни се упатени, особено и доста дилеми предизвика и на социјалните мрежи, ова боење на триумфалната капија, дури се извинувам. Се извинувам. Јас ќе ви дадам во вториот дел од емисијата, можно секој еден на друг да си постави директни прашања. Добро, не е проблемот, не е коректно вака со времето и упаѓање стварно. Сега, дури денеска и некои пароли упатуваат дека е тоа некаков символизам, бидејќи видовме денеска пароли шарена револуција. Добро, ајде прво да почнеме од хулиганите. Ако го куцате зборот хулиган во македонскиот дигитален речник, ќе видите дека тоа се насилници и криминалци. Што ќе кажете за тоа кога Груевски порачуваше шамари за Жрновски во општина Центар и уривање на општината Центар? Не е тоа насилство? Што ќе кажете за убиството на Мартин Нешковски и обидот тоа да се скрие? Значи, во оваа спонтано протестирање сите овие денови нема оштетен еден имот на приватно лице, нема ниту еден инцидент, освен уфрлените провокатори кои доаѓаат од власта, кои го нападнаа девојчето. Пред некој ден можевме тоа да го видим. Имаше слики каде што се гушка полицајци и им се подаруваат цвеќиња. Тоа можам да го кажам во тој дел. Значи собер на вашиот или на нашиот за цвеќе на полиција, тоа не. Значи имаше и вчера во Куманова и завчера пред Собран. Давате сега на полицијата цвеќе? Да. Браво. Да. Браво, ако е така. Да. Сега, што се однесува до овие дека они го имаат правото да бидат патриотите ние предавниците, ја ќе ви кажам следно. Имаат они проблем со невладините организации кои се елемент во секое општество. Значи, се актер на една поширока политичка сцена, не зборам само монополизирање од страна на политичките партии, се коректор на секоја власт. Они во овој период се ставаат во улога на заштита на криминална власт, која фрли преку 500 милиона евра на споменици, при тоа имаме болници кои се распаѓаат, при тоа во Македонија, според глава на жител, имаме најголем степен на смртност на родилки, при тоа македонските плати се најмалите во Европа во просечни плати. При тоа за овие 10 години од 64.000 семејства кои примале социјална помош се сведени на 33.000, а степенот на сиромаштија е пораснат, буџетот е зголемен и сега они се ставаат во одбрана на криминалот, при тоа себе си се нарекуваат патриоти, а сите ние кои се буниме и против неправдите, но и против криминалното владење, и против обидот да се амнестираат криминалците од страна на Иванов, кои правеле изборни криминали, некои по 16 пати, ние сме биле предавниците. Ако можеме да дебатираме за тези, слободно, сега да не идеме на за ова да одговорам. Се извинувам. Околу барањата. И понатаму останува сега го според она што можем да го видам во прогласот, барањата се сменети за крај на кризата, за избори на 5 јуни, за одбрана на Македонија. Дали е кризата нешто што може да се избрише со еден митинг? Е првото прашање. И второто,
Од кого ја браните Македонија? Значи, не може со еден митинг да се одбрани Македонија. Македонија во моментов е баш во сериозна политичка криза, која што јас имам дипломирана историја после сите војни, после најкрвавите судири меѓу граѓаните, секоја таква ситуација завршувала со избори. Сега, проблемот настанува во Македонија што од другата страна, така да речем од другата страна, начело на СДСМ, сега го имаме Зоран Заев, човек кој што му е јасно дека на било кој избори да излезе во наредните година, 2-3, ќе ги изгуби. Човек кој што му е јасно дека ако не постои вака сега политичка криза, зашто он би излегол да зборува? Во делот на бројки, па мислам дека нема потреба, затоа што господинот Ходжич претходно зборуваше, на сите им се јасни бројките какви биле пред 10 години, какви се сега. Во делот на патишта, во делот на болници, во делот на училишта. Дали е се во ред? Не е. Ама како било? Значи, секогаш кога правам за било што во животот, какво било студиото на телевизија Телма, какво е сега? Дали на CNN е подобро? Секако. Предпоставувам дека Телма тежне е кон тоа студио на CNN да стигне. Но, има чекор по чекор. Дали Македонија во овие 10 години, во поглед на сите бројки, во економијата, оди напред? Тоа е така. Сега, да се вратам на твоето прашање. Значи, во делот на невработеност, во било што, но Зоран Заев... Колку е јавниот долг, знаеш? Колку е јавниот долг, знаеш? Па, мислам дека параметар? околу 2 и нешто милиарди, 3 милиарди. Еве, добро, ќе ми кажеш подоцна, само да одговорам. Признаен долг. Ете, добро. Колку е зголемен во овие 10 години? Немам појма. А? Немам. Како са економски напредок? Преку 3 милиарди евра. Колку било зголемено? Преку 3 милиарди евра. Од каде ви се тие податоци? Од Државен завод за статистика. Дека преку 3, а колку е сега, не те слушнав, извини? Над 4 милиарди евра. Предходно кога 2006 колку милиарда беше? и 500. 40% господине Хаджич, или 3 Ходжич, извини. 38 или 39% од што? Од надворешниот долг беше од буџетот на Република Македонија. Сега само надворешниот. Само надворешниот долг. Сега после 10 години мислам дека е 36-7, значи е намален. А во овој период од 10 години, господине, сега отиде Ходжич или Хаджич? Ходжич, извини, вистински. Не е проблем. Значи не никаква намера. Можливо, слободно само да продолжиме со дебатот. Така е. Значи, при тоа во овие 10 години, господине Ходжич, имавме една светска и една европска должничка криза. Во такви околности Македонија нити го зголеми нешто посебно надворешниот долг, а најмалку што направи, не намали плати, не се намали социјална помош, не се намалија субвенции. Се зголемија пензиите, се зголемија во голем дел платите, се гради, се инвестира, се намалува невработеност. И да се вратам и во меѓувреме енормно се кршат човековите права со масовно прислушување, зашто никој не презеде одговорност. Како не преземе никој одговорност, Боби? И министерот и директорот на Управата за државна безбедност после брилјантно изведената акција во Куманово и двајцата поднесоа оставки. Што повеќе одговорност да преземат? Тоа што рекоа, ние не сме одговорни, а сега председателот Иванов ги аболицира. И ние треба да поверуваме дека е тоа случајно. Значи, пак да повторам. И двајцата понесоа политичка одговорност. Јас, колку што знам, Сашо Мијалков напиша писмо дека не сака да биде аболициран и дека сака да помине. А тврдам, и плюс има еден куп докази кои што во истрагата беа јавно презентирани, дека токму Зоран Верушевски и имаше признание допред недела дена, допред аболицијата, човекот кој што го потврди тоа, лежеше и затвор, потврди дека во тој и уште еден, не знам како се викаат сега имињата. Дека тоа е правено во управата за безбедност и контраразузнавање. За пари, Боби, за пари, не за патриотски причини. Меѓутоа, вие имате премиер на држава, имате министер, имате шеф на УБК,
кои што се законнале пред уставот дека ќе, ако ништо друго, да ја прифатиме тезата дека тоа го правиле за пари, како што е изјавата на осудениот па сега аболициран службеник од УБК. Тие се законнале дека ќе ја штитат државата. Така, и Меркел, предпоставувам, во Германија поднела заклетва дека ќе ја штити Република Германија, германската држава. Беше прислушнувана. Го пробиле нивниот безбедносен систем. Кого не прислушнуваат, Боби? Имаш ти чувство дека сега, еве од кога е министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, дека сега безбедноста ми е поголема, дека телефонот не ми е као на разглас да зборувам? Не, тоа е нешто кон што треба да тежнееме и да не си го поставуваме тоа како прашање. Дека е тоа приватност. Но она што мене ме буни е тоа што вие тоа не го доведувате воопшто во прашање. Тоа е пропуст на безбедносниот систем. И за тој пропуст на безбедносниот систем некој требало да преземе одговорност. Поднесува политичка одговорност, двајцата поднесува оставки, што да направат? А сега не им смета аболицијата и ги мрзи да напишат едно писмо. А сега се вртиме во круг. На Кривски 16 треба да напише. Предпоставам ќе ги напише. Да се вратиме, да бидеме пофокусирани. Така и уште околу изборите. И сега имаме ние една страшна ситуација во која што Зоран Заев, поради неговиот личен рейтинг, поради рейтингот на неговата партија, поради немањата на идеја како да излезе на избори, поради немање, ќе зборуваме дали има или нема. Са џабе ја веруваш тезата дека бегаат од избори, 5 пати ја кажа. 5 пати од кога сум, 5 пати ја кажа тезата дека бегаат од избори. Нема услови за избори. Кои се условите што значи немаш прочистен избирачки список. Државна изборна комисија која што е донесена и изгласана по барање на СДСМ, која што сите дипломати дозволи да ти објаснам. Добро. Ќе дозволиш да ти објаснам. Ајде наброј ги. Значи колку време збориш од кога почната емисија? Државната изборна комисија. Државната изборна комисија. Не го прочисти списокот. Не го прочисти списокот. Добро. Десетици илјади луѓе по теренската проверка не биле најдени во своите домови. Наместо да се намали избирачкиот список, поново е зголемен за дури над 5000 луѓе. Тоа е едната работа. Втората работа, распишани се избори без одлука на ДИК. Во договорот распишани се изборите без потврда дека е спремен датумот за избор. Гласа како распишаа во собрание без да го прашаат ДИК дали има услови. Сега ти зборам за избирачки список. Каде тоа прашува Државна изборна комисија? Кога така договорено ќе се распушти, секоја Државна изборна комисија во 200 и кусур земји во светот, ние се враќаме дека мора да ги спроведат изборите. Добро е да ти објаснам сега. Значи ние 3 изборни циклуси последни не биле фер и демократски. Седнале на маса, се договориле што треба да се направи. Било договорено дека ќе биде прашан ДИК. ДИК не е прашан дали има услови за избори. Значи, окей. Вториот момент, медиумите, законот за медиумите, според Пржино требаше да биде донесен во август. Пошто не е добар, така. Нема по Пржино кога треба да се донесе закон. Во август требаше да има закон за медиум и да има слобода за медиум. Дали знаеш дека за изборите во 2014 дека треба да се разговара, Боби, ама не закон да се менува. Дали знаеш дека во изборите 2014 година, кога беше отворена аферата Македонска банка, каде што е вклучен бившиот премиер Никола Груевски, дека 90% од медиумите, според анализи на тие невладини кои вие не ги почитувате, затоа не ги почитувате, преку 90% од медиумите не ја дале таа вест воопшто, скандал пар екселанс. Значи, затоа не сум ги почитувал. Затоа што откриваат криминали, бе. Затоа што сега ради Македонска банка не те разбрав, ради Македонска банка не излегувате на избори. Афера во која е вклучен премиер на држава. Ради тоа ли не излегувате на избори? Ради Македонска банка. Затоа што нема услови, да ти објаснам. Да, ради Македонска банка. Не, ти објаснам состојбата на медиумите. Дека 90% од медиумите, сите од електронски пишани радио медиуми не објавиле афера во која е вклучен премиер. Дали ти е јасно? Значи, третата работа, имаш злоупотреба на државни ресурси. Мост има извештај во кој вели дека во 22 општини владеачките партии ги искористиле настаните каде што се промовираат државни проекти да испратат партиски пораки. Злоупотреба, таа одвоеност меѓу партија и држава. Тоа е најинтересно, да, заврши си, да не те прекину. Тоа држава и партија, тоа ми е... Притисокот врз административците се зголемува. Значи нема услови за избори. Не, види сега, значи не е така. Не, молим те ти еден пример, како што беа 500.000 фантоми
Еден пример сега дека се врши притисок на администрација. Не сега, ние можеме, еве ќе го поместуваат водно, се зборува. Токму ради тоа, за да така му е поставеноста на водно и на крстот, за да може изборите да бидат во корист на ВМРО. Еден пример, со примери. Имаме ние ваков или онаков пример. Господине Ходжич, значи, одвојување на држава од партија, вие кога говорите треба да дадете јасен пример. Јас пошто не можев да одгатнам што би значило тоа одвојување на држава од партија, се надевав искрен да бидам. Еве, дозволи ми ова да ти кажам, искрено се надевав како докажани демократи, борци за слобода и права, дека Оливер Спасов, од кого да взимам пример? Од кого да взимам пример? Значи тие луѓе година две дека државата и партијата, генерален секретар го ставија за министер за внатрешни работи. Машна на Ременска го напредува 7 позиции. Абе, на што личи тоа? Тоа ли се примерите како вие површно ти е толкувањето? Државата. А што е? Ајде добро, објасни ми што смета државата и партијата кај ВМРО, преку ВМРО. Знам. Значи, еве сега ќе ти кажам. Колку време не е Груевски премиер? Па, мислам дека 100 дена веќе. Што бара на отварање на државни проекти? Абе, он се борал за тие државни проекти. Тоа не во име во пад на партија. Не може човек во име на партија, значи да ги злоупотребува. ВМРО ДПМН не смее да ги злоупотребува државните ресурси. Каде тоа пишува дека лидер на партија не смее да присуствува на отварање или на промоција или на не знам што. Тоа е приватна инвестиција таму на некоја приватна фирма. На некоја приватна фирма со збориме за јавните, значи проекти од јавни пари. Добро. Значи не сме, треба да има разграничување. Не сме да учествува Груевски. Не смета тоа што се појавува Груевски на... Не ми смета мене, него ти кажувам пример. Само едноставен пример за злоупотребата. Значи, ако еве ти лично си промовирал некој проект. Добро. Ради X причини не си веќе во таа организација, одиш во некоја друга организација. Кога ќе се реализира тој проект, ќе си го гледаш ти како твојот чедо и предпоставувам дека не постои сила на светот која што ќе те спречи ти да отидеш на промоција на тој. Ние збориме за злоупотреба на државни ресурси и државни институции во име на партиски цели. Ти си одел, си го зборувал ваму, онаму, си го имал во програма и сега се реализира тој проект, одиш на негово отварање или на не е важно што. Како се викаш овој премиерот сега шта? Емил Димитриев. Што не идам да го отвора во име на влада? Иде и тој. Иде и тој со тоа што ви сметало, кој каде читав како тоа Груевски прв бил кога движел, Емил Димитриев втор. И сега тоа било проблемот држава партија. А од друга страна, тој што најбеше гласен, го ставија генерален секретар, па нели не партиски луѓе беа, нели луѓе кои што биле експерти. Изборот на министрите, господине Пандов, беше во договор меѓу сите партии, меѓутоа, ако веќе го споменуваме сопругот на госпоѓа Ременски, треба да ја спомнеме и сопругата на господинот Чавко. Што со нејзе? Па, според моите информации, таа има началничка позиција. И тоа во времето кога бил... Јас не го познам лично. Не познавам јас лично ниту еден, ниту друг, само ги согледувам информации. Кога се појави господинот Чавков, на моето прашање кој е господинот Чавков, одвоеноста на државата од партијата, одвоеноста на државата од партијата во многу држави, бидејќи суштината на тоа ми беше зборот, тоа е полициска фамилија, ми викаат со генерации, како што и се најголем дел на државата од партијата во многу закони оди до таму, што ова е банален пример. Меѓутоа демократијата се состави од принципи. Најбаналниот пример е што не може шефот на протокол на влада да биде церемонијал мајстор. Кој е? Шеф на протокол, тоест шефица, не е битно името на госпоѓата, може би не бил тој нејзин избор на госпоѓата, меѓутоа не може да биде шефицата на протокол на владата на Република Македонија церемонијал мајстор на промоцијата на отчетот на ВМРО ДПМН. Во многу држави таа разграниченост на државата оди до такви банални примери, а не до она што се обидува господинот Ходжик да ги го каже. Се работи за шефот на кабинет. Дали било кој да не го зборуваме премиерот. Ама еве премиерот. Било кој кога бил премиер
а сме имале 7-8 премиери до сега, 7-8 премиери, шефот на кабинет, јас барем она кој сум бил внатре во политика, шефот на кабинет бил као сенка, као бодигард се движел или пред или позади премиерот. Дали е на претседателот на државата на било која функција која се. Значи јас сега тоа се вистински банални примери. Мене не се банални примери, тоа е вистински пример на злоупотреби. Значи дојде ред и еве он од позиција на граѓански еве, да не го минимизираме, но сепак е граѓански активист, не е партиски активист, не си во структура на партија, сепак си во НГО, во невладин сектор. Значи дојде до ситуација дека партиите сега како го замислуваат нашиве невладини организации, како ја замислуваат политичката борба. Постојат политичките партии, постојат луѓе кои што работат во политичките партии, тие ќе се борат за да победат на избори, кој да биде тогаш функционер, ако не тие? Па тоа сегдека во свет вајда политичките партии се формираат како правни лица, се борат да дојдат на власт, за да тие луѓе кои што ги промовирале во време на кампања бидат кои пратеници, кои министри, значи луѓе кои што заради тоа се испрчиле, застанале пред камерите. По таа логика и вашата битка е за тоа. По таа логика и вашата битка е за тоа, за функција. За која? За функција. Чива битка? Битката која што наводно ја водите во името на Македонија и на народот. Моја лична или на граѓанското движење? Инак домина има поголем број на активисти. Еве и ваша лична и на поединци. Мојата лична, јас сум си го зацртал во овој период патот дека мене ми одговара вака да функционирам. Јас, не тајна, тоа можете вие да отворите, сум еден од доајените као член на ВМРО, но тоа сум бил активен и сум извршувал сите највисоки функции во таа партија, сум бил и пратеник, но тоа било до 2003. А еден ако најдете, еден човек ако најдете и да ви каже, не, ние Александар Пандов го имаме видено на оваа промоција, ваму или онаму, до 2012-13 година, во кој што излегувам сега во јавност. И не е тајна тоа, и ти кога си ми се јавил, ти си очекувал дека да не ја персонализираме работа. Меѓутоа, она што е за мене е проблем. А во оној момент кога јас ќе одлучам, јас јавно ќе кажам, јас од овој момент сум член и така од позиција на член ќе пристапувам. Немам потреба јас да се кријам. Мојата дилема е како вие за себе го земате правото да кажете да, јас сум автохтон, самостоен, излегувам тука за Македонија, а за него, за сите оние илјадници кои што се излезени на улица, без никаква партиска позадина, едноставно ги нарекувате платеници. Боби едноставно е многу. До парите. Значи, тие луѓе зимаат пари за тоа да го прават. Не е точно ова. Јас тврдам дека е тоа така. Значи, тие луѓе се заради пари таму отидени. И тоа пари од странски фондации, од странски амбасади, од луѓе кои што си водат своја програма, не водат македонска програма. Колкава е вашата проценка еве за бројноста, например, на вчерашниот протест на протестира? Каде, во Скопје? Во Скопје, само во Скопје. Па мислам дека има 200-300. Не, повеќе беа вчера. Мислам дека имаше вчера некои 2-3 луѓе. 2-3 Да. И сметате дека сите тие 2-3 се платеници? Не. Но тие што се на прва линија, Боби, можеме сега не во емисијава, но можеме преку снимки. А добро, кој ги плаќа сега? Кој ги плаќа нив? Генерално Сорос е најбогата фондација. И зашто ги плаќа? Да рушат владава, така? Така е. А зашто владините институции зима пари од Сорос за подкрепа на институциите и проектите? Значи затоа што мора Сорос, мора да одвои одреден процент од буџетот кој што го има и за такви проекти. Значи, што предлагаш ти? Као во Русија да се забранат овие невладини да се избркаат? Не. Па што? Но јас, еве искрено, ако јас лично се прашувам, јас ако лично се прашувам... Тоа второ е неточно дека луѓето зимаат пари. Значи, ова се луѓе, поголем, никој нема тука, нити од Сорос, нити од фондациите, што се собираат преку социјални мрежи, се функционираат на хоризонтала. Пред 2 дена имаше над 20, пред 2 дена имаше над 20.000 луѓе. Тоа ти е таму исто ако го гледате како се беа организирани протестите на Мајдан во Киев, подеднакво исто со командна структура, со чинови, се знае кој кого води,
Се знае кој што носи во ранчето, какви течности сте ги прашале или дали водичка пијат или што им е во течноста во Да не ги банализираме додаму работите, одиме на кратка пауза за реклами па се враќаме во студиото. Добре дојдовте назад во топ тема. Џелјо Хоџич и Александар Пандов се мои вечерашни гости. Хоџич, има ли шанса дел од овие барања да бидат на било каков начин канализирани во некој процес? Бидејќи сето оно што се случува се протести по хоризонтала. Нема водач, едноставно неколку граѓански групи кои што ги координираат или се обидуваат да ги координираат сите активности. Значи има шанси да се канализираат. Очекуваме што побрзо да се повлече таа аболиција од Иванов. Очекуваме да се исполнати останатите барања, сам исполнувањето на овие барања и седнување на маса, договарање на нов формат на влада која ќе ги исполни реформите кои произлегуваат од извештајот на Прибе и ќе овозможи фери демократски избори, ќе значи канализирање и смирување на ситуацијата. До тогаш граѓаните немаат друга опција, ќе продолжат да протестираат. Сега имаме најави утре и за контрапротест. Постои ли реално ризик од ситуација народ против народ? Контрапротестите во ВМРО ДПМН не ги измисли. Не измисли топла вода. Овдека во овој регион тие се позната мерка на Слободан Милошевиќ. Добрата вест од тоа е дека ниту контрапротестите не го спасија Слободан Милошевиќ од неговиот пат. Дали постои ризик? Познавајќи го менталитетот на владеачката структура, веројатно постои, но би сакал да упатам апел до сите тие кои утре ќе дојдат на тој контрапротест, да не доаѓаат да се тепаат со луѓето кои протестираат од мака ради сендвич и сок. Едноставно, мислам дека тоа не треба да си го дозволат ниту на себе, ни би било паметно за нив да откажат послушноста кон ВМРО ДПМН и кон нивните инсталации. Пандов, многу воинствена реторика од некои од вашите пријатели во ГДОМ. Деновиве цитат од Филип Петровски, го предизвикавте бесот на народот, излегуваме на улица. Во четврток со РСИ подобро да останете дома. Што значи тоа? Добро, еве и господинот Хоџич истото го кажа за другите дека подобро е да останале дома. Подеднакво е исто и тоа е Facebook статус. Мислам дека им го имам видено. Facebook статус предизвикале бес на народ. Да, јас сум бесен. Апсолутно сум бесен и ретко кога сум бил волку бесен да гледам некој кај да не бидам погрдно. Еве од официјалниот проглас. Ова е официјалниот проглас за да не ги менувам погрдно, но да ми го наредното преминување на границата ќе е последно. Ова е официјален проглас. Ќе го занемариме дека ова приватен статус на Филип Петровски, иако Филип Петровски е експониран член на ГДОМ кој што деновиве е низ Македонија. Меѓутоа еве го другиот, ова е дел од официјалниот проглас. Истото јас го кажав. Дека дојде ни се до црвена линија, од една страна да расчистиме за утрешниот протест. Значи не е нити контрапротест, нити протест. Тоа е собир на граѓани. Значи, најмалку може да биде контрапротест нешто кое што се собрале еве и 2000 граѓани, од друга страна излегле 10.000 граѓани. Како може овие да бидат контра? При тоа, ако сме ние контра нив, ние ќе гледаме начин како да направиме контакт со нив. Ние се сме направиле, Боби, и овие денови ги имаме оставено во Скопје токму од тие причини. Да не евентуално дојде во ситуација да направиме контакт со вас да протестирате. А утре ти не шеташ низ Скопје, Пандов. Секако, јас сум. Значи ние секоја вечер сме ние во Скопје. Не можеш ти нас да не оставиш во Скопје. Ние сме. Еве утре ќе дојдете ли? Ќе дојдеме пред собрание. Пред се и овој ќе продолжиме таму каде што мислиме дека треба да продолжиме. Ама пред собрание ќе дојдете. Почнуваме во 18 часот. Тоа да го говориме, господине Хоџич. Јас
сум донел одлука со луѓето Не со си кои ти, што не, со кои не што можеш ти нас со да кои не што- оставиш. Како ова твое ли е? Значи, Значи, јас ти сум не си донел толку одлука со некого луѓето остава, со ме кои што го разбираш? предводиме дом, дека е лошо за Република Македонија, дека е лошо за градот Скопје, да на непосредна близина од 200-300 метри има огромни бројки на луѓе. Неважно, пак ќе речам, бројките колку се, мада се гледа од Капацитетите да од извадите телевизијата се гледа контрапротест, никогаш не колку биле луѓе повеќе вадат од едните 2000 луѓе, колку другите Никогаш луѓе. не сте можели да извадите на контрапротест повеќе од 2-3000 луѓе. Толку се капацитетите. Па, на нели контрапротест. гледаш ли Ги снимките гледам, кога ги се гледам. собираат дом? Ги Па гледам. 2-3000 ние собираме укочени шоу за Скопје. Ајде бе утре ќе ги видите, пошто е лесно Господине пресметливо. Пандов, господине Ќе бидеме Пандов. пред собрание и ќе се види тачно бројката колку ќе бидеме. Зборот Ве ми е, молам значи, ние- реториката и сега... сега, доаѓам до тоа повторно, дека на голем број на луѓе, јас ако ви го отворам мојот инбокс, какви се коментарите на луѓето, со каква реторика веќе говорат, дојдено е ниво да оваа другава страна формално правно разбере дека трпението на луѓето е дојдено до крај. Дека не може некој дете да влезе во ова студио, да фрла со бои тука по зидовите, не може да ги корне микрофоните од тука, а ние кога ќе фрла боја, што да правиме да се фрламе на зидот за да не ја испрска. Дека Господине тоа Пандов, не може така. За Дека сите, не може, се извинувам, за дека сите не може- инциденти има институции кои што треба И да ништо- ги разрешат. И никој ништо не превзема. Кој ќе Вашиот одговара? повик е Кој повик ќе одговара против за други. триумфална капија што беше офарбана онака? Кој ќе одговара? Тоа е за работа тоа? на Кој ќе одговара за криминалот? Има ли некој? Криминалот И- за и спомениците затоа- од 500 милиарди, Тоа ќе се- 500 милиона евра. Тоа се шпекулации 500 ваши. над 500 милиона евра чини. Јас ви кажувам дека и тоа исто го имам Кој ќе говорено одговара на тука собирите на дом, за дека криминалот? ако продолжа така, многу е известно дека еден ден ќе станат и ќе видат околу секоја таква институција, околу секој ден спомени кој што ќе се обидат да го скрнават, дека ќе стојат луѓе, не во униформа, граѓани. И нека дојдат тогаш да го скрнават. Тоа да им биде јасно дека е така. Дека Господине има Пандов, вие одредена во овој граница- момент повикувате на суди народ против Абе, народ. си го бранам споменикот, Боби. Па легитимно право е, па камерманиве ќе ми рипнат ако земам тука да кршам. Кој не би си бранал хирот собствена на имот, Никола што Груевски. он нема чувство дека тој споменик е и негов и дека за тоа луѓето кои што ги предводи на протести, дека им е дозволено затоа што уметнички за нив било тоа кич, било керпич, било не знам како што све не пишуваат за тоа не им дава право. Ама за тоа има еден ама куп за објекти тоа во има град Скопје во кои институции, што- за тоа има Така е. институции кои што Па, треба да ако не ги им чинат дека го санкционираат. слушат. Се навикнати Но- Боби да бидат и Но, суд. Хоџич, ако дали- она што е и мое, држава. некој дојде. До- Како може некој дома да ми дојде да ми крши? Се извинувам. Дали ова го сметате како закана и дали тоа ќе влие утре на протестите? Не, ние ќе бидеме утре исто масовни како и секој ден. Очекувам од нив да дојдат да си го земат сендвичот, да си го изедат и да си отидат дома. Не очекувам дека некој ќе застане позади Пандов или позади ВМРО ДПМН и да дојде да се тепа со своите сограѓани. Ние не- протестираме против криминалот на власта, они бранејќи го криминалот и врхушката на режимот, бранејќи ја представуваат како да ја напаѓаме државата. Значи, и во нивната реторика не е одделена партијата од државата. Нападот врз ВМРО ДПМН, врз криминалот кој го прават врвот на ВМРО и на ДУИ, они го представуваат како напад на државата. И нели таа реторика од Милошевич, внатрешниот непријател, невладините, странскиот непријател, некаков чадор. Кажи кој тоа и мисли лошо на држава. Соединетите американски држави кои има специјален договор со оваа држава. Каде предпоставам дека е Чадорот Кина. кој е? Мене Кина ми стои така? као сумнителна дека е чадорот. Смешни ви се тезите. Со Кина, ова Сорос а до хулигани. некаде- Само да се- некаде и Значи, Филипини само да мислам го- дека само има- да го има сослушаме, замешано господин. работа. Значи, ете, Па ги дека најдовте поставува прашање. ги најдовте ли жолтите комбиња? Кои Кои жолти комбиња? Па ето А е таа тоа- првата ама тоа теза видите, на не, Никола гледај, Груевски. На жив Ако присуден може само тука, да довршам. на жив Се извинувам, присуден само тука. нека заврши Значи, па ќе реплицира. Таа теза дека некој од надвор, некаков чадор и мисли Абе лошо тоа на го пишувал државата. Зоран Заев, како не ти ја срам сега? Па нели ги Се читаш извинувам, само кореспонденцијата Пандов, која што Пандов имал да се Зоран Заев сослушаме, Пандов. со Верушевски. Со Верушевски писмо има.
Сега прашајте пред она специјално јавно обвинителство кое што одите секој ден, прашајте, абе дали постои писмо во кое што пишува Зоран Заев дека постои чадор? Видовте ли скајп комуникација или не ги гледате тие работи? Јас не именував никого, но велам дека постои чадор, дека постои... Кој чадор сега постои? Кина. И Филипини предпоставувам дека е. Не ти изгледа на така? Не. А сега, значи, дали па ми ги постави прашања, 10 прашања да одговорам. Еве, на две прашања само да одговорам. Нити сум повикал на насилство, нити некогаш во животот сум помислил да удрам македонец. Па да не ги повторувам што подразбирам под македонец. Ама пред малку што рековте, ние ви дозволуваме да шетате по Скопје. Ние доаѓаме, сега ќе ви кажам, ама дозволете. Значи, било кој собир кој што го организирал ГДОМ, бил со песна, бил со ора, бил со тапани и со зурли. Се пееле патриотски песни и се говорил, а риториката била патриотска. Од друга страна, гледаме сите на телевизија, кршат, рушат, прават, цујат, мајки, шајки, полиција, фарбаат, што не прават, ние сме биле воинствени. Како не ви е сам тоа да го говорите? Господине Пандов, што е ова? Само објаснете ми го. Тоа значи свест кај нас дека постои кај нив доволно многу неум, дека доволно многу неразум и дека се спремни, ако се дозволиле да ја нападнат полицијата, да влезат во конфликт со полицијата, дека и со обични граѓани. Па единствен човек кој што значи следно? Што значи следно? И готово, 30 секунди. Како провокатор бил човек, претпоставувам, кој што бил од самите нив. Кога видел дека се фарба триумфалната капија, бе луѓе што правите? Го нападнаа, го истепаат човекот. Што е ова, господине Пандов, повторно од официјалниот проглас? Да им покажеме и на домашните квислинзи и на оние кои нашле македончиња на кои ќе им фрлаат паричка и ќе им командуваат дека овде живеат македончишта, овде живеат јунаци и така натаму. Па јас со самиот почеток кажувам дека луѓе кои што зимаат пари од странски невладини организации, од странски фондации, Сорос, чива е, македонска ли е? Кажи кои се тие Сороски? Отворено општество Сорос, дали е тоа? USA чива е, македонска ли е? Ајде забрани ако Не, USA чива е, македонска ли е? Холандска амбасада чива е, македонска ли е? И? Британска амбасада чива е, македонска ли е? Швајцарска амбасада чива е? Што се напаѓа? Ама чиви се тие, те прашувам. Не, чиви се тие. Ако јас сум си смешен, граѓаните ќе судат дали сум смешен. Чиви се тие. За чиви интереси, која амбасада може да ме убедува мене дека таа работи за македонски интереси? А во Македонија е дозволено тие странски амбасади да финансираат луѓе и да работат против Македонија. Лажеш дека ги финансираат. Лажеш дека амбасадите невладини организации тие кои што се подпишуваат по 50-70 невладини организации. Сите до еден ако ги видиш, ако ги отвориш, сите до еден се поврзани. Противзаконски ли е тоа? Не е противзаконски. Ама јас затоа тука сакам да на луѓето да нема заблуди. Што значи тоа невладина организација? Знаете ли, Пандов, па да ги укинеме невладините организации? Не реков тоа. Што? Само ги бележам и луѓето да им биде јасно, затоа што луѓето се чудат како можат македонци ова да го прават што го прават сега. Како можат македонци луѓе и по род и по нерод да го скрнават овој град, кој што секој ден нормален човек е... Како може во време кога владе најголемиот, како велите, патриот Груевски, во негово време 10... Кој рекол дека е најголем патриот? Јас сум рекол дека е патриот, докажам патриот е човекот. Што е докажам? Докажам патриот. Во 10 години негово владење над 450.000 луѓе се иселиле, ама не се дери, не ти помага. 36% невработеност на 26%, тој е според мене најголем патриот. Не, 450.000 луѓе иселени од државата. Од каде од таа податок? Од Светска банка, затоа што не е способен попис да направи. Зашто не се направи попис? Предпоставам ти е јасно зашто не е направи. Зашто? Затоа што треба да се види дека во време додека се правел криминалот во овие 10 години 450.000 луѓе се имаат иселено од оваа држава. Заради тоа, само ради тоа. Јас те уверувам дека во Македонија во денешно време
10 пати помалку луѓе се иселуваат него што се иселувале во 2000-тите години, во 90-тите. Ја имам родена една сестра имам, пред 20 години е иселена од Македонија. Мораме повторно да одиме на реклами, но претходно Пандов само едно прашање, бидејќи ги споменавте голем дел од донаторите и на владата. Знаете ли колку училишта имаат поправено и изградено USAID и холандска амбасада, додека дел од власта троши пари на стиропор фасади? Јас додека гледам дека еден човек кој што јас сум водел некоја фондација, хипотетички, не сум водел, но хипотетички дека водам некоја фондација и финансирам некои одредени луѓе. Кога ќе ги видам тие луѓе дека прават онакви зулуми низ град и јас нема јавно да се произнесам и да се извинам на таа држава и на тој град и на тие граѓани. Тие не се пријатели на Република Македонија. Тоа не може мене никој жив да ме убеди. Па та не знам што да направиле се друго. Се до оној момент, додека сега се прават онакви работи низ градот како што се прават, додека се водат такви вандалски дела, додека се тепаат со полиција, а тие што ги плаќаат тие луѓе не се оградуваат од нив. И понатака ги потикнуваат тоа да го прават. Но веројатно не ги плаќаат. Тоа е за мене ненормално нешто. Одиме со уште една пауза за реклами, по која ќе имаме краток преглед и на она што се случува на протестите вечерва во Скопје и потоа со завршеницата на вечерашната топ тема. Останете со нас. Добре дојдовте назад во топ тема и вечерва се вклучуваме директно од протестите во Скопје. Ги следи колегата Мирко Трајановски. Мирко, која е вечерашнава маршрута и каде си во моментот и како се одвиваат протестите? Боби, во моментов се наоѓаме на булеварот Линденска. Групата граѓани која што протестира 8 ден поред се движи од владата кон градското собрание. Инаку маршрутата како и сите денови претходно започна пред седишето на специјалното јавно обвинителство, потоа се префрли протестот пред собранието на Република Македонија, каде што беа одржани и говори, односно пред присутните бе порачано дека граѓаните кои што протестираат, предводени од граѓанското движење Протестирам, бараат да се запрат сите преговори помеѓу власта и опозицијата, во исто време побара оставка на претседателот на државата Ѓорѓе Иванов, како и поништување на неговата одлука за аболиција. Исто така порачаа дека доколку веќе се одржуваат преговори, тие треба да се одржуваат надвор од Македонија, туку на територијата на Република Македонија. Во исто време владата да поднесе оставка и да се формира експертска влада која што ќе ги организира наредните избори, кои што не би требало да се одржат на 5 јуни, бидејќи како што рекоа не се создадени услови за такво нешто. Инаку денешниот протест се одвива мирно, без никакви инциденти. Дури не ни забележавме дека беше фрлана боја по одредени објекти, иако според информациите кои што ги добивме биле сепак фрлени неколку балони со боја единствено врз триумфалната порта. За цело време на одржувањето на денешниот протест може да се слушнат слоганите "Нема правда, нема мир", оставка и оставка. Како што кажав, во моментов групата се движи пред градското собрание. Не знам дали тоа ќе биде, немам информација дали тоа ќе биде последната дестинација на вечерашниот протест или можеби потоа ќе се упати на уште некоја локација. Боби, доколку имаш прашања, повели. Благодарам, Мирко. Подетален извештај за она што се случува вечерва во редовните вести на Телма во 22:30. А ние влегуваме во завршницата на вечерашната топ тема со можност која што ќе ми ја дадам на моите гости да бидат малку во моја улога вечерва и еден на друг да си постават директни прашања. По две, бидејќи толку имаме време. Повелете Хоџич, првото ваше прашање до Пандов. Моето прашање до Пандов. Ова е малку изненадување, бидејќи не бевте подготвени на ова. Не знам како можеш да ги нарекуваш патриоти оние кои македонските затвори ги наполнија со политички затвореници според сите релевантни извештаи од Љубе Бошковски, Велија Рамковски, натаму Кежаровски беше исто политички затвореници.
Супер, ние многу различно ги гледаме нештата. Ако оној кој што поготоа е Љубе Бошковски, ајде некој друг пример да земеш, ама Љубе Бошковски видовме како човеков со пари го фатија. Со жив со пари. Само уште едно дополнување, чисто Значи, жив со пари го фатија. И тоа па како, за да бруката биде поголема, мене ми е дури срам да зборувам за, значи, Пандов, се пазарел околу името на Република Македонија. Па Тоа се според сите релевантни извештаи политички затвореници. Каде, во кој Од State Department, политички затворени? Да. State Department напишале дека е Љубе Бошковски? Да, секоја година. Јас ќе размениме мејлови, Слободно, значи, реално би замолил во сите извештаи дека се политички затвореници. Начинот на кој се тие затворени е еден пример. Значи утре може да се смени власт. Вие не сте поддржувач, претпоставувам, на левата на левата опција. Замислете во некаков толку е нарушено правото во Македонија, во некаков процес со некаков измислен заштитен сведок, вас да ве осудат за криминал на проневерување на пари од некакви кладилници и слично. Ме разбирате? И второто прашање, да завршам со тоа. Не ви го разбрав баш прашањето. Пошто по случај на нештата па имам и работено како управител на кладилници. Замислете сега некој вас утре да ве осуди со некаков заштитен сведок, онака како што е. Супер, ако има заштитен сведок и незаштитен сведок, значи, ако има според сите обвинение. релевантни извештаи, они се политички затвореници. Можеш ти да го негираш тоа или не. Ама Значи, тие постојат извештаи, новинарите се политички затвореници има само во Кина, ја не знам за има во друго Македонија, за тоа не знаете вие. Македонија се стреми да влезе кон Европска унија и ако 10 години е блокиран, Љубе Бошковски е политички затворен. Добро. Така. Добро. Еве да искористиме приликата да ги поздравиме. Се надевам дека наскоро ќе излеза сите на слободно. И јас се надевам дека не ми И е мило никој да лежи во второто затвор. прашање е како на извештајот на Global Financial Integrity во кој се вели дека во овие 10 години над 5 милиарди евра се изнесени црни пари во Македонија, вие тоа можете да го представите како патриотизам. 5 милиарди од Македонија. Каде тоа пишувало исто? Исто, Global Financial Integrity. Чија е таа организација? Чија е таа Реномирана организација? организација. Од кого е реномирана, господине Ходжич? Сега, веројатно не од Што е вас. реномирано? Што е тоа на Зоран Божиновски некоја организација да не е? Тоа каква организација е? Да, 5 милиарди во Македонија, од Македонија За 10 години. За 10 години. Па немаме толку пари, нема толкав обрт во ова. Буџетот да информираме 3 милиарди. Се констатации повеќе ти беа, не беа прашања, а јас конкретно па имам прашање. Љубе Бошковски не е за мене политички. Ама да не е за тоа. Јас имам и делувано и бравено, а примери како се затвараат. Токму од политички причини ви беше господинот Ламбер Арнаудов, да речеме. Најбесрамно му ги ставија лисиците на човекот, по плоштад го шета. Низ цело ЕСМ, како до вчера беше генерален директор, го шета од канцеларија во канцеларија за срам да му направат на човекот. Но, тоа е политички затвореник. А тоа што некој го фатиле со пари, како зима, тоа не е политички затвореник. Не, јас едно прашање имам. Кога ќе бидете спремни за избори? Некогаш би биле спремни вие за избори? Да. А под ситуација да Груевски, само да го поставам прашањето. Да Груевски, пошто имавте такво барање, исто Груевски да не учествува во избори, а исто така и втора услов имавте и ВМРО ДПМН да учествува на избори. Ги превртувате тези. Јас имам читано од граѓански сектори, од невладини организации, дека и односно не само граѓански сектори, невладини организации, како се вика, Тито Петковски или Ѓорги Спасов, кој пишуваше од нив двајца, дека во Македонија би било фер и демократски. На прашањето сад. Немаме уште многу време, да морате да... Кога би биле? Имате ли некој вака датум, некоја година кога мислите дека би биле? Јас како граѓанин сум спремен да идам да гласам на избори. Оној ден кога ќе има фер и демократски услови. Веќе да гласам на избори кои не се... Како до тоа е, вие, како ги гледате? Со прочистен избирачки список, сега не е слободни... Не е прочистен. Со фантоми е полн. Да. На десетици илјади луѓе не се најдени дома. И вие сакате да излезете избори. Министерство за внатрешни работи Оливер Спасовски го води, господине. Да, затоа што и сите одлуки му ги
Кадровски решенија, немој да заблуди да правите на гледачите. 500 кадровски решенија Пандов, ви молам, немаме време, хоќеш да одговори на вашето прашање и Значи, барањата за избори се барања и Има ли година кога граѓаните. би биле спремни вие некоја вака? Значи, У некоја блиска иднина некоја. проблемот, јас знам дека вие сакате да има датум, па до тогаш да се развлекува. Па за се Првиот ден кога ќе се створат условите. Првиот ден кога ќе се створат условите за фери демократски Мислиш некогаш во некоја блиска иднина? И кога нема да се со ВМРО штампаат да помане лични Постојачко и со Да, Никола Груевски. Види, за Никола Груевски и за сите членови на ВМРО кои биле во врхушката, ние бараме единствено владење на Врхушка правото. предпоставам го подразбираш. Да. Значи ние бараме само владење на правото, специјален кривичен суд, како што има специјално јавно обвинителство, да нема амнестија од Иванов, него секој што си направи и што се греши. А заменик како бе И оние секој што заменици направил министри? Грев да Само да си, се- значи да се секој што докаже направил и грев, одиме со ако му се завршен докаже делото, да си одговара. Како се Тоа вика бараме. овие заменици? Пандов. Заменици министрите молам. Како ги нарекувавме сега? Дополнителни заменици министри, меѓутоа да не навлегуваме во... Груевски да има и дополнителен заменик председател со право на вето, ако нема дупли подпис или ако нема дупли говор кога ќе настапува, да не може да Вулгаризирате сега малку ситуацијата. цела Завршни премисија. прашања, завршни прашања од мене. Ако сите оние што излегуваат под слоганот нема правда, нема мир, се платеници на Сорос, Не реков дека дали се сите, Бобе. нарекувте најголем дел? Не реков дека само тие кои што Во кршат прогласот ги права, нарекувате соросоиди сите кои што излегуваат на протести. Јас се мој водам сега, од... Не е така. Добро. Не може да бидат, не е така. И нити мислам, нити тврдам, нити било што, нити некогаш сум рекол дека се сите луѓе нема врска, Добро. но има таму Добро, предпоставувам и честни прифаќам дека е моја луѓе погрешна од, интерпретација. како се вика, со левичарски убедувања кои што се про СДС и тоа си е најнормално и легитимно право и тие луѓе со цел респект сум према нив. Како Дали е дом експозитура на ВМРО ДПМН или дали логистиката за протестите до денеска и вклучително и автобусите кои што ќе ги имате утре, ја добивате од ВМРО ДПМН? Не, но најголем дел од луѓето кои што доаѓаат на собирите на граѓанското движење за одбрана на Македонија или ГДОМ се членови на или симпатизери на ВМРО. Тоа е несомнено затоа што има и скандирање ВМРО. Превозот е на сметка на? А јас колку мојот си е мојот. Не вашиот, на тие што ги кога одам во очекуваат. други градови, пошто имаме и во други градови, сум На си тие со што собствен. доаѓаат во Скопје. Јас колку што сум прашал, во најголем дел тие луѓе си партиципираат од сопствени приходи. Джелјо, нема правда, нема мир до кога? Доека не се исполнат сите 8 барања на граѓаните, значи повлекување на аболицијата, оставка од Иванов, формирање на специјално одделение во Кривичниот суд, да се отклонат сите блокади на работата на специјалното јавно обвинителство, процесот на решавање на кризата, не зборам само политичка, кај нас ние имаме голема општествена криза, да се одвива во Македонија, да доека не се создаде преодна влада која ќе го спроведе извештајот на Приве, реформите кои произлегуваат од извештајот на Приве. Дали ако опозицијата повторно седне на преговарачка маса, значи евентуално кога го смени денешниот став и договори нешто, ќе останете на улица или ќе аплаудирате на лидерот на опозицијата? Не. Прво, сметам дека опозицијата не сме тоа да го направи, ако го направи ќе се соочи со жестоки критики, тоа е првото и би сакало ова да остане запишано. Втората работа, јас на избори на 5 јуни нема да гласам, ние ќе протестираме. Ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте мои гости. Ви посакувам утре мирни протести. Секако дека ќе бидат мир. Поздрав, секој добро. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Утре со вас во овој термин е Александар Чумовски. Сите информации за она што се случува во моментов во Скопје и низ другите градови на Македонија на telma.mk, а дневникот е во 22:30. Довидување.